Добра вечер, 24 анализа. Првиот дел од кампањата за локалните избори влегува во фотофиниш. СДСМ ветува живот, ВМРО ДПМН нова ера. Сите се за фери демократски избори, иако веќе можевме да регистрираме и неколку искршени партиски штабови. Зачистуваат инцидентите. Опозицијата најавува дека власта подготвува изборен фалсификат, додека полицијата била во функција на СДСМ. Владата пак вели дека заврши времето на ВМРО МВР. Вечерва во 24 анализа разговараме со професорот Никола Дујовски. Добро вечер. Добро вечер. Колумнистот Тодор Пендаров. Добро вечер и за вас. Добро вечер и за Сафет Бишиот, споранешен пратеник. Добро вечер. Првиот дел од кампањата финишира Пендаров. Некако се чини како да малку досадно или досадно е дека секоја година ни зачести изборите. Може би тоа, но досадно е бидејќи е иста како секоја друга кампања што била пред се, нема ништо ново. Самите слогани мене ме потсеќаат, мене ми звучат нешто научна фантастика, бидејќи можеби кога бев многу млад сакав научна фантастика и читав многу научна фантастика. Нова ера мене ме асоцира крах на земјава, се појавуваат некакви нови, се формира нешто ново, во кое нема демократија, нема слобода, нема ништо. Тоа ме потсеќа на таа нова ера, односно нешто ме потсеќа на Орвел. На СДСМ слободата и живот во Македонија ме потсеќа на 2012, Одисеја 2012, кога летаат и кога викаат на еден од сателитите на Сатурн, не смее да се, Европа се вика, не смее да се таму да се чачка, бидејќи таму има некаков живот. Нов живот се појавува и не смее да влезе вселенскиот брод од земјата да не го расипе животот, новиот живот. Значи, може би звучи малку чудно, али тоа е моја лична асоциација. Инаку кампањата е потполно иста. До вчера СДСМ викаше изборите ќе бидат фалсификат, сега овие викаат дека ќе бидат фалсификат, иако реално гледано ВМРО ДПМН уште, односно фамилијата, одма да направам дистинкција, секогаш правам разлика меѓу водство и партија, односно фамилијата, мислам дека се уште ги има лостовите на моќ по институции по ова. И така е смешно кој ќе рече дека он посебно е смешно кој ќе каже дека МВР, дека Министерството за внатрешни работи е во функција на изборите. Добро, тие и за поаѓаат од она позната изјава на бившата министерка која рече си имаме два штаба, еден јавен за ова, еден партиски. Мислам дека изборите два како што се развиваат, фино рече се малку досадни. Досадни се од причина што се нуди брда и долини. Ја би бил најсреќен кога некој од градоначалниците или воопшто ќе ми каже дека прво што ќе направи, ќе успее да ги запре негативните процеси што до сега биле на ниво на локална самоуправа и дека ќе создаде услови да се почне нешто ново, а не да ми ветува, не знам што. Денеска слушнав од еден градоначалник, ветуваше некакви машини кои ќе произведуваат кислород. Значи, повторно тоа ни се случува што ни се случуваше. И уште една реченица и завршувам. И овој пат главните локалните избори повторно ги трчаат лидерите, како што беше и досега. Повторно трчаат лидерите и тоа значи дека за лидерите на нашите политички партии, односно за политичките елити, парламентарните избори и локалните избори се едно те исто, односно е само гола борба за власт. Професоре? Јас приметувам неколку нови работи во оваа кампања, иако се само неколку дена во прашање. За мене новина е тоа што после неколку изборни циклуси ги нема автобусите кои што ги носеа луѓето од Централна и Источна Европа на првиот митинг на ВМРО во Охрид или таму каде што одеше СДСМ на почетокот. Тоа недостига и тоа се гледа осетно по поддршката која што говорниците ја добиваат од поддржувачите кои што ги слушаат. Да ги искоментирам јас слоганите на ВМРО ДПМН нова ера, бидејќи така некако тргна Пендаров. Ерата подразбира многу долг временски период. Претпоставам дека Груевски ни најавува 44 години најмалку, а не 4, колку што трае еден изборен циклус.
слоганот на СДСМ е повеќе продолжение од слоганот на минатите парламентарни избори. Тогаш ветуваа живот во Македонија, сега одат на живот за секоја општина поотделно. Во право е Пендаров кога вели дека лидерите ја водат кампањата и тоа е нормално што е така, се разбира секој лидер дава поддршка на своите кандидати, меѓутоа се приметува сериозна разлика помеѓу кандидатите на едната и на другата опција кога зборуваме за македонскиот блок. Груевски зборува за национални теми, посебно потенцира на прашањето за мигрантите, дури рече дека врз него бил вршен притисок додека бил премиер за 150.000 мигранти на кои што ние би им дале пасоши, при тоа оставајќи настрана дека за тоа е потребна процедура, многу време и така натаму. Дури и кандидатите за градоначалници на ВМРО зборуваат за мигрантите. Синоќа го слушав кандидатот за градоначалник во Кавадарци кој вели дека ќе ни дојде 150.000 мигранти. А кандидатот во Неготино им се обрати на поддржувачите со тоа што ќе обезбедат нови 150.000 работни места. Идниот градоначалник на Неготино, поддржан веројатно од некои други структури, ќе обезбедил 150.000 нови работни места. Тоа не се теми за локалните избори. Од друга страна, кандидатите на СДСМ, особено во скопските општини, може да се забележат секојдневно дека разговараат со граѓаните за теми кои што се многу поврзани со деталните урбанистички планови, со зеленилото во градот Скопје, со подобрувањето на инфраструктурата и така натаму. И тоа е основната разлика можеби помеѓу овие две партии. Дека имаме негативна кампања, не би рекол, напротив, почетокот е таков, има некои спорадични инциденти, меѓутоа ништо сериозно што ќе наговестува било какви посериозни последици понатаму. И тоа што е новина е што сега полицијата будно ќе ги следи активностите не само на опозицијските кандидати. Јас посакувам, се надевам дека тоа ќе биде случај и за оние од власта, како што беше случај против сегашниот градоначалник во Ново село, кој што со службеното возило разнесувал партиски материјали и за тоа ќе има одговорност сега за сите вклучени во изборната трка да знаат дека повеќе не можат да пуштаат SMS пораки, некој да биде на некое место да даде поддршка и така натаму. Очекувам дека злоупотребите ќе бидат сведени на минимум. Тоа е обврска на полицијата. Мислам дека тоа ќе успеат да го направат до крајот на изборната кампања. Бишевец? Па, двајцата веќе практично го кажа сето тоа што требаше за војот да се каже. Јас, за разлика од нив, мислам дека слоганите воопшто не се случајно одбрани, дури и за оној кој сега ни изгледа шашаво, слоганот на ВМРО ДПМН за новата ера, мислам дека тие што го советуваат Никола Груевски, а и лично тој, точно знае на која целна група и се обрека со тој слоган. Тоа се гледа и од спотовите кои досега можевме да ги видиме, кои веќе почна да се вртат на националните телевизии, вработувањето, миграцијата и така натаму. Значи точно знае каде очекува позитивен фидбек на една таква парола. Не велам дека таа е добра, велам дека тој свесно ја употребува и очекува таа да му донесе бенефит. Што се однесува до слоганот на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, тој не може да биде поинаков, освен слобода и живот. Да не се лажеме, слободата веќе се чувствува, за разлика од само да речеме една година, навистина. Ако ништо друго можете да чуете слободен муабет меѓу 20-30 луѓе во кафана, да го зборуваат гласно и да не се вртат кои ги посматра или кои евентуално ги слуша да ги пренесе. Значи, тој дел од работава е веќе тргнат. Тоа за живот, не знам колку спуштањето на локално ниво подразбира некаков вишчекор, но мислам дека не може да биде поинаку, освен да биде рефлексија на она што треба да се случува на ниво на целата држава. Државата треба да тргне напред, тој нов живот, тој живот практично да го почувствуваме во некоја опиплива мерка, во некое наредно релативно брзо време. Тоа се разбира дека не може преку ноќ да се направи, не можете ништо преку, особено не вакви крупни работи, такви крупни реформи кои треба да не донесат кон тој подобар живот, не можат преку ноќ, ќе треба време. Битно е дали има искрена желба тоа да се направи и тогаш времето ќе биде во некаква второстепена практично позиција. Оној момент кога навистина реално ќе се почувствуваат тие работи, слободата и животот, ние ќе бидеме нормална држава. Значи, во Македонија на сите изборни циклуси до сега, без разлика имало ли слобода или немало ли слобода, секојаш е нешто, ќе биде ново, дај илјадници места за вработување, нов живот. Значи, мет и млеко.
Јас се сеќавам на еден изборен циклус во Словенија, на кој победи, за жал, не е веќе жив Јанез Дрновшек. Главната кампања му беше, он почна вака: сега кога ќе дојдам на власт, бројот на невработени ќе се зголеми за толку и толку. Сега кога ќе дојдам на власт, ќе треба уште за 2 дупки кај да го стегнеме. Но после третата година ќе почнеме тоа да го поправаме. Дрновшек победи и се држеше до тоа. Првите 2 години се стегаше и каеш, бројот на невработени се зголеми на околу 600 и кусур илјади. На 300 и кусур илјади. Така да фактички бројот на вработени се симна на 600 и кусур илјади. Значи со реалната состојба прикажена пред граѓанинот ги доби изборите. Вие добро знаете, и Черчил го има тоа еднаш кажано, али добро, тоа се други историски моменти. Зборувам сега. Значи по осамостојувањето на една држава со која сме живееле 70 години. Кај нас те нова ера, те нов живот, те слобода, те што ќе знам. Ги спомнавте мигрантите. ВМРО во овие 10 години сите изборни циклуси оди на иста финта. Одеднаш имате, како беше на програмата 100 чекори проширена и што ќе знам, остваруваме, а во исто време создава и страф ако го избереш другиот. Тоа е класичното на ВМРО. Со тоа што мислам дека оваа година, во оваа кампања, дали ги нема старите добри спин доктори од Конрад Аденауер, мислам дека не е така успешен кој што беше во тоа спинувањето. Значи, пак ќе речам, уште ни продаваат магла, ни продаваат фини жавчиња, кои ни ги продадоа од 91 година, кога ни рекоа дека фирам ќе трае 3 месеци и така натаму и до ден денеска ни продаваат лижавчиња, а ние ко кленој на дудинки така викаме ке нас одебар мало, тоа го лапаме и одиме дале. Добро, само да не помислиме дека и гледачите се кленови и дека ќе идат на такви дудинки. Твоја среќа е што стално се посетуваш на Словенија и само таму примерите. Мислам, тоа е Суин Педаров. Еднаш да расчистиме. Словенија е нормална европска држава од времето. Да споредувате баби и жаби, не личи. Збориме за држава која е практично заробена. Вие ми зборите за една демократска, нормална демократска западна држава, како што е Словенија, каде што функционира правото и системот. Така е. Овде нити функционира правото, нити до вчера функционираше системот, а и сега овој дел што функционира очигледно има фалинки, тоа не смее да се крие, тоа мора да се потенцира, да се исправат тие работи. Значи зборуваме за заробена држава. Па тоа чекам ја. Ама чекајте сега, вие сега не можете да чекате на Кавадарци да му објасните дека идиот градоначелник, на пример, во Кавадарци треба да отпушти 40% од вработените и дека утре ќе биде Кавадарци Њујорк. И уште 3 години да чекам. Тоа не е да си работи така, тоа е баш Орвел продавање, така да нема потреба тоа. Збориме за за состојбава во која се наоѓа во државата. Која се наоѓа државата? Услови градоначалникот во Кавадарци, нема потреба да спомнувам име на општина. Значи во некоја општина, врз кој економски, било кои параметри ветува вработување или што те знам. Еве имаме такви ветува, вие го спомнавте 150.000. Трагикомично. Значи, дајте луѓе Божи да бидеме реални. Се слагам, ти велиш не се споредува баби жаби. Напротив, ние треба да се трудиме, ако се словенците жаби, ние баби, полека ние да станеме жаби или обратно, како сакаш гледаја работата. Значи, крајно време е да почне политичарот, дали станува збор за локални избори или за парламентарни избори, да почне да ми ја кажува реалната состојба. И да почне врз реалната состојба да го оценеме дека тој може, ако ми ја кажува реалната состојба, онда барем зборувам за себе, а и секој просечен граѓанин ќе свати дека кој реално гледа состојбата и реално ќе може нешто да направи. Оној што продава магла, на крај се завршува со магла. Го видовме за 10 години за ВМРО да помре. Пред да дадам збор на професорот. Сакате да ми кажете дека во Могила треба да излезе градоначалникот и да каже гласате за мене, веднаш ќе избркам 30 наставници, ќе го стегнам ременот. Зашто симплифицирате работата на 30 наставници? Не, симплифицираме ние. Ја не знам каква е состојбата во Вие направите сега. Одема пример, или во Штип ќе избркам толку административци,
ќе го стегнеме ременот, нема да има ништо пари, затоа што ќе треба да штедиме, а после 4 години изгласете ме, тогаш ќе ви ги закрапам дупките. Мислам дека не знам колку може тоа да. Мислам дека се обидувам да го упростам не, словенското. да, за жал ја упростуваш на многу чуден начин кој е неприфатлив, барем за мене неприфатлив. Нема, добро, у реду. Така, јас ако рекол дека ќе... Значи, вие се фаќате, значи го реков јас, не рекол Јанше, не го рекол Дрновшек. Дрновшек. Он не избрка никого. Стопанството ги избрка. Цркна Искра, стопанството ги избрка, луѓе божи, не ги избрка Дрновшек. Имаме локални избори, не, мислам, окей, можеме да се враќаме и на времето на приватизација, не е спорно, но имаме многу Ја го кажам како пример кога ми ја представуваат работа со во државата, а не пример кога ми кажува дека ќе тече мед и млеко. За мигрантите, да, меѓутоа се очекуваат теми дека ќе доминираат можеби и оние договор со Бугарија, што знам со Грција гледам дека сега се експонира. Иако за волја на вистината и двете партии, сите партии одат на зеленило, на гасификација, на локални. Па лидерите не би рекол. Јас не сум го слушнал Груевски да зборува ни за гасификација, ни за зеленило. Добро, он за економски зборови, вработување, продолжување. Така, за тоа и за мигрантите. Тие се главните теми во овие неколку дена. А има и други значајни теми, само ќе се држат настрана од законот за јазици, затоа што не знаат сега, сакаат да играат со партиите на албанците, очекуваат гласови од нив, почнаа да се обраќаат веќе на албански јазик. Можеби е тоа позитивно, тие добро нека си проценат како ќе се однесуваат. Меѓутоа факт е оној поделеноста помеѓу двете партии во тој дел. Дефинитивно, реалната состојба ние и не ја знаеме и не сме ни свесни. Излеговме од исклучително тежок период. Период од, јас би рекол и повеќе од 11 години, а неколку години на заробена држава во која што професионализмот е на многу ниско ниво, немате институција која што ќе ви ја представи реалната состојба во државата. Нити во секторите образование, полиција, војска, било каде. Значи, далеку сме од тоа дека сме свесни во каква состојба сме сега, затоа што промените кај нас не започнаа многу одамна. Туку пред неколку месеци се ослободуваме пополека, општеството започнува да се гради од почеток, меѓутоа треба многу време. Затоа овие локални избори се исклучително значајни. За Груевски да се биде или не, а за Заев да го продолжи патот што го започнал, зашто и доби поддршка всушност. Затоа што изборите можат да покажат дека државата не е подготвена да излезе од кризата од која што излезе. Ние повеќе не сме во криза, тоа се чувствува на секој чекор. Доволно е да излезете низ Скопје да прошетате, да видите надворот од главниот град што се случува, сосема е поинаку. Луѓето се многу покомотни, прават тоа што сакаат да го прават. Во изборна кампања, ваква млака изборна кампања, јас би рекол, не сме имале неколку изборни циклуси. Затоа што нема механизам кој што ќе го подгрева населението, а кој што претходната влада многу мудро го користеше. Нема пари. СДСМ прави паметен потез што не ги користи државните ресурси за да води кампања, кој што го правеше ВМРО. А ВМРО, без обзир на тоа што е најбогата партија, барем така се вели во Македонија, изда имаат сите кобра у джеб, односно фамилијата, и неки да извади пари и да фрли у кампања. И затоа нема автобуси, и затоа е кампањата блага. СДСМ, во овој пример, мислам дека е тоа позитивно, значи не ги користи државните ресурси за кампања, и тоа е добро. И тоа треба да се поздрави, а ВМРО нека да извади пари. И затоа е кампањата таква како што е. Не е позитивно, не сме да ги користи така е работа на позитивно во смисла на ослободување од држава, ослободување, враќање на правниот ред и поред. Коментиравме претходно, се рекламираат и нова телевизија и на другите телевизии се општо присутни многу. Многу повеќе од колку било која друга партија. Тука се гледа дека тие имаат средства и тоа е легален начин како ќе ги пласира. Носењето на автобуси од еден во друг крај и малтретирање на администрација за да стигне, на пример, од Пехчево во Охрид треба да тргне во 13 часот, а тоа е на работа до 16:30. Тоа е кршење на закон и за тоа ќе има одговорност. Апсолутно, тоа е целата филозофија на почитување на закон. Ако актуелната владеачка коалиција се однесува на начинот на кој се однесуваше претходната, што сме добиле? Јас се согласувам дека во овој период од 100 и кусур дена, веќе поминаа тие 100 дена, имаше инциденти и работи кои апсолутно не и прилега и не смеа да дозволат да се случат на новата власт. Апсолутно. Непотизам, баби, тетки, стрини, браќа, сестри, наоѓаат волшебно место се вработуваат во институции. Или денешниот пример со министерот Таравари кој го советникот Таравари кој го советувал министерот Таравари замислете за 200 евра месечно. Имаше уште 2-3 службеници на министерството кои истовремено треба да му бидат и советници. Тоа е како да ви кажем, во
вашата Словенија, некогашна, таа работа, Уште боја. добро, таа работа ќе заврши со кривична пријава. Значи заврши прво со Право оставка. со тоа башка. Прво со Тоа мора кривична пријава, тоа е злоупотреба на службена должност. Тоа Тоа е прво со- спротивно на закон. Не зборам за морал, моралот овде е веќе заборавена категорија, ако не почнеме од почеток да ги градиме вредностите. Но вие замислете, еден министер во оваа влада или еден генерален секретар на оваа влада се дрзнува да ја злоупотребува позицијата на која се наоѓа. Зошто? За да го советува министерот или да ја работи бабата. Сега ќе кажете дека се исправија ги повлекува потици, тие поднесува оставки. Не поднесува оставка. И да поднесува, еве не е спорно, и да поднесат оставки. А тоа е Но не е главно. проблемот во тие што поднесуваат оставки сега под притисок на јавноста. Или под притисок на порталите денеска, ова со Министерството за здравство. Проблемот е на оние што се дрзнале тоа да го направат. Таа влада, денешна владата на Зоран Заев мора да расчисти со такви луѓе. Едноставно мора да расчисти. Ако не сака такви работи да ја намалуваат вредноста на борбата која ја водеше. Веројатно затоа и дефиницијата на прибе да не дозволиме Апсолутно е затоа. една заробена држава. Апсолутно е. да Тие биде- сигнали се, кој сака да види, тие сигнали си постојат, се гледаат и луѓето ги читаат. Прибе нема потреба да замижува во интерес на уривањето и дотолчувањето на злото на Никола Груевски и неговото ВМРО. Оти тоа е зло која ја погоди оваа држава. Прибе нема потреба да замижува пред сигнали кои зборуваат дека работава можеби ќе иде во тоа една заробена држава да се замени со друга форма на заробена држава. Тоа е страшното што може да се случи. Затоа не сме да се дозволи. И затоа овие локални избори се навистина референдумско изјаснување за еднината на оваа држава. Тие бираме градоначалници, но е референдумско изјаснување за еднината на оваа држава. Ако сакаме враќање на старото или повторно да доаѓаме во ситуација да бираме помало зло, ништо не сме направили. Едноставно, овој народ, оваа држава мора да ја добие вистинската шанса. Понастаните во парламентот, крвавиот четврток, за волја на вистината имаше уште еден понеделник во парламентот 24 декември 2012 година и тогаш се виде како и кон каде ја води ВМРО државата. Финалето што го имавме сега не е ништо друго, туку неминовност. Неминовност. И затоа и се случи. Бидејќи оваа зло, кое траеше цели 11 години. Цели 11 години ние бевме жртвина на еден режим кој, да ви кажам, нема пример во Европа. Добро, маку Така е. не претеруваме. Не ја претеруваме. 2006-2008 година според податоците на Freedom House Македонија напредува по сите критериуми напред. Да, за Значи, да после 2011 биде на последно место на светската рангли. Јас зборам за режимот, не зборам за 2006. Од 2006-2008 година беше ВМРО на власт. јас Од знам 2008 година, значи од 2009 година режимот фамилијата ја превзема работата во своји раце и така, тоа е вистината. догуравме до овде до кај што догуравме. Имено. И тоа што секогаш го зборувам и би сакали кога сум во дебата и другите да го почитуваат, ако сакаат, ако не нивно прашање, да се прави дистинкција меѓу фамилијата и партијата. ВМРО е сериозна партија, била и се надевам дека брзо пак ќе стане сериозна партија, додека фамилијата е фамилија која треба во ова студио, во оваа телевизија, после втората бомба побарав фамилијата да си оди и од политиката, прво политичка оставка, политичка елиминација, а потоа правно, не сум правник и толку знам да ја почитувам пресумците на невиност, нека одговорат органите за тоа. Значи, За волја на вистината, јас не би ја амнестирал партијата воопшто. Не велам дека сите членови на ВМРО ДПМН се криминалници и злосторници, но очигледно дека една голема бројка на луѓе од таа партија, предводени од фамилијата која ја спомнува Пендаров, значи Никола Груевски, Сашо Мјалков и останатите после тоа, не можеа да траат толку време да нема поддршка од таа партија до која вие зборувате. Ја повистоветувам целата СДСМ со најголемата кражба во оваа држава, тоа е приватизацијата и законот за приватизација. Него тоа го направи една елита. А не па, ама токму тоа. За ова кога ќе имаме редовни парламентарни. Така е. За парламентарни избори, малку за локалните избори, ВМРО тврди дека СДС подготвува изборен фалсификат.
дека ќе ја користи полицијата, дека тие кривични пријави против неколку градоначалници практично се притисок и така натаму и така натаму. Ако е само тоа, не можам да се согласам дека МВР ќе биде насочено кон тоа. Не, напротив, очекувам дека МВР, полицајците веќе поминуваат редовни подготовки за предизбори. Сигурен сум дека МВР овој пат нема да биде во слуга на партијата, нема два штаба да има. Ќе се однесуваат според законите, затоа што време е за такво нешто. На Македонија и се неопходни фери демократски избори. Гарант за тоа се Државната изборна комисија, Министерството за внатрешни работи и уште неколку други важни институции кои што сега имаат поздрави раководства и кои што реално можеме да очекуваме да си ја завршат работата онака како што треба. Кривичните пријави во изминативе неколку дена против градоначалниците од ВМРО ДПМН може би се во многу несреќен период одбрани и може би тоа да се врати со погрешна проценка према СДСМ и према Зоран Заев или Оливер Спасовски, како и да е. Затоа што за тоа имате доволно време, можеше да се направи многу од подамна. Економскиот криминалитет е криминалитет на хартија, тој се собира, се носи, не ви е потребно Нема бегање ниту било што. Нема бегање, доказите се тука. Дали е најсреќно одбран овој период, не знам, ценат веројатно во СДСМ постапиле така како што постапиле. Но мислам дека она што е многу позначајно е дека ВМРО ќе треба дебело да аргументира зошто мисли дека изборите ќе бидат фалсификувани. Имаме избирачки список кој сам по себе е проблематичен. Го имаме двојникот на еден бегалец кој е на избирачкиот список. Тоа само по себе може да води кон заклучокот дека или СДСМ или ВМРО или било која друга партија која што учествува на изборите може да прави такви действија. Но затоа е улогата на полицијата многу важна, да ги спречува ваквите активности. Јас сум сигурен дека со капацитетот кој што го имаат во МВР, иако се променет и министерот, директорите, началниците може да се избројат на прстите од едната рака, МВР се уште не е превземено во целост. Очекувам дека полицијата ќе си ја врши работата до завршувањето на целиот изборен процес професионално и онака како што треба, за да имаме фер избори и да не ни се случува МВР. Тоа една работа во вашето излагање малку ме поттикнува, рековте дали СДСМ правилно целенило кога да бидат кривичните пријави. Тоа го рековте. Го сметам дека ајде нека ви биде грешка бидејќи за кривични пријави, дали ќе има сега или после, не треба да одлучува СДСМ. Лично од сите министри на владава, лично некако ми е, дали за тоа што беше долгогодишен пратеник, министерот за внатрешни работи, ми се чини дека е тој кој ќе покаже вистинското лице на оваа служба, на Министерството за на кое знаеме репресија. И навистина верувам, не некако идеализирам, но верувам дека Оливер Спасовски нема да дозволи злоупотреба на Министерството за внатрешни работи, онака како што го правеше бившата госпоѓа министерка. Тоа не го ни кажа, сега не, друга беше интенцијата. Професорот е совршено право во смисла на фидбекот на поднесувањето на кривични пријави токму во овој момент. Предпоставам дека некој проценил дека такви работи ќе им донесат плюс гласачи на престојните локални избори. Проблематично е самото поднесување, и за мене лично е проблематично, оти всушност имате ситуација во која не се разликувате многу од однесувањето на ВМРО пред ова што се случи овде. Тоа е едната работа. Значи прво тука не Ама ние сме единствена држава во свет кога имаме локални или парламентарни избори, 3 месеци пред изборите и 3 месеци после изборите ништо не работи. Добро, Словенија поинаку. Не Словенија, се у цела Европа е така. Разбирам, дозволете. Друго ми беше друго ми Јас се добро. Молам? Јанес Јаншев беше кривична, имаше кривична пријава Не, и голем. Јанес Јаншев имаше пријава, мокна кривична пријава кога беше премиер. Нормално, помеѓу два изборни друго беше циклуси. муабет, за друго зборам, само да довршам. Јас се согласувам дека таквите потези дури можат да влијат негативно на резултатот на кандидатите на СДС во тие општини. Ја не мислам така. Кога го читаме словото на законот и борбата против криминалот, нема збор дека е и на време и нема проблем. Апсолутно. Меѓутоа, како политички потек, треба да процениме поправилно. Дали ќе имаме валка на кампања во продолжение од она што е предизборие и за и околу оние предизборни коалиции, кога веќе лидерот на ДУИ и Али Ахмети ги повика своите симпатизери да гласаат на некој начин за СДСМ, а СДСМ се уште го нема направено истото, затоа во вториот дел реклами па се враќаме назад.
Добре дојдовте назад со 24 анализа. Дебата финишот од првиот дел од кампањата на локалните избори. Во гости професорот Никола Дујевски, колумнистот Тодор Пендеров и поранешниот пратеник и новинар Сафет Бишевец. Бишевец, Демократската унија за интеграција, конкретно лидерот на ДУИ Али Ахмети вчера излезе и јавно каже дека немаат свој кандидат во Скопје затоа што го поддржуваат СДС. И сега очекувањата беа дека и Шекеринска ќе го направи истото од Гостивар, меѓутоа не се случи тоа. Искрено мене клучно прашање на овие избори ми е судбината на ДУИ. Сите настани кои следуваат после овие локални избори ќе зависат токму од тоа како ДУИ ќе помине на овие локални избори. Таа може да дојде во ситуација да го загуби, да речеме, Чајер од скопските општини, каде што беше нивната тврдина практично. Може да се случи да го загубат и Тетово, поради практично големите резерви што тетовчани ги имаат кон досегашната градоначалника Теутарифи. За Гостивар, не знам, и тоа практично виси, но еве, да речеме, во некоја можна ситуација, која не е далеку, ДУИ да загуби две од овие три клучни места. Ајде, зачувајте ја мислата режија, може ли да ќе добие Зор Пендаров да го слушнеме прилогот на колешката Душица Мрѓа, токму на оваа тема, па се враќаме назад со дебатата. Калкулирали СДСМ во однос на поддршката за кандидатите во албанскиот блок, каде главната битка се води меѓу кандидатите на Али Ахмети из Једин села. Заменик претседателката на СДСМ Радмила Шекеринска синоќа во Гостивар не го спомена ниту Невзат Бејта, кандидат на ДУИ, ниту пак Арбен Таравари, кандидат на Алијансата за албанците. За разлика од неа, генералниот секретар на партијата Александар Кирачовски повика поддржувачите на СДСМ во Дебар да гласаат за кандидатот на ДУИ. Од мала речица велат очекувале Шекеринска да побара јавна поддршка, особено откако нивниот лидер јавно повика да се гласа за Петре Шилегов во Скопје. Висок партиски функционер на ДУИ за телевизија 24 вели дека со СДСМ имаат договори и дека тие очекуваат заев да го исполни во целост и секаде. Договор за взаемна поддршка меѓу ДУИ и СДСМ има и ние очекуваме таа да се рефлектира и со јавни повици на терен и да резултира со гласови на 15 октомври. Како што СДСМ даде јавна поддршка на Висар Ганију во Чаир, така очекуваме да се случи во сите општини каде што тие немаат кандидат, а ние имаме. Вели висок партиски функционер на ДУИ. Ветеното да го исполни заев порачуваат и од Алијансата за албанците. Висок партиски функционер од партијата на села вели дека тие не добиле ветување за поддршка од СДСМ, но добиле дека во општините каде главната битка е меѓу нив и ДУИ, дека СДСМ ќе бидат неутрални. Како што велате случајот со Гостивар. Според нив, тоа што СДСМ вчера не спомнала ниту еден кандидат е доказ дека ќе се почитува тој договор. Социјалдемократите пак официјално само кусо велат дека остануваат на изјавата на нивниот лидер, дека освен за Чаир, СДСМ ќе застане за ДУИ во други општини каде што ќе немаат дилеми за кандидатот. Сепак висок партиски функционер од Бихачка неофицијално вели дека социјалдемократите во општините како Гостивар ќе се воздржат од јавно повикување за поддршка на кандидатите на ДУИ. Но на терен СДСМ ќе работи за фаворитите на Али Ахмети, бидејќи како што велат на СДСМ за победа во Скопје, клучни им се токму гласовите на Али Ахмети и ДУИ. Повели Пендаров. Мислам дека колешката на крајот кажа бисвото од овој локални избори, дека за СДСМ е многу битно гласовите што ќе ги добие ДУИ. Јас мислам, може би звучи премногу радикално и футуристички, дека новија избори победник ќе биде ДУИ. Односно, ДУИ, кој на парламентарните избори помина многу лошо, дека сега полека ќе го направи првиот квалитетен камбек чек. Тоа е моје мислење, не значи дека е точно, дека на крајот ќе видиме на 15-ти, но мислам дека ДУИ тоа ќе го направи. СДСМ е ставен во нешто велиме меѓу чеканот и наковалната, затоа што он не може да рече јас ќе поддржам ДУИ, а да не ја поддржи Алијансата, бидејќи се во коалиција. СДСМ ќе ја игра картата на Тивко ќе проценат и мислам дека ќе проценат паметно, односно пак ќе ја спомнам колешката во последната реченица дека гласовите на ДУИ ко партија за СДСМ многу битна. Така да мислам дека
Некаде, кој што е Чаир, може би ќе настапат јавно, но во поголемиот број СДСМ нема јавно да се определува за кого, но се знае како оди тоа да ги потигнеш своите членови да идат и да гласат за овој или за оној. Во секој случај, уште еднаш да повторам, мислам дека нови избори, ако гледаме вака ин генерал, победник ќе биде Дуи. Професоре, ваши мисли? Моje мислење е дека СДСМ нема зошто да брза. Треба пополека. Добро е ова што поддржуваат во Дебар, бидејќи таму е појасна ситуацијата. Кирацовски бил таму и најавил поддршка, Чаир исто така. Меѓутоа, прашањето за Тетово, Гостивар и Струга ќе останат да се решаваат понатаму, можеби во вториот круг. До тогаш нема зошто да се брза. На крајот на криштата СДСМ ги очекуваше Дуи до 5 до 12, дали ќе коалицираат со ВМРО на претходните избори, така да Дуи не може да има ексклузивно право на поддршка од СДСМ во владата, затоа што не се сами. Предмет на политички договор може да биде и некој град, ако сакате дури некоја местна заедница, која што на крајот ќе одлучи. За мене е поинтересно прашањето на учеството на албанските гласачи во гласовите на СДСМ. И без да ги повика Дуи своите гласачи и поддржувачи, СДС има силна поддршка кај албанците и тоа го видовме на 11 декември лани. Тоа најверојатно ќе го видиме сега во Арачиново, каде што СДСМ има свој кандидат. Свој кандидат ќе има и Дуи, свој кандидат ќе имаат и некои други партии. Таму е многу можно да нема коалиција. Коалицијата од власта да не се преслика на локално ниво. Затоа мислам дека чекорите кои што СДСМ ги влече се многу концизни, прецизни и јасни. Сега за сега оди како што треба, а поддршката ќе се даде во вториот круг на тој кој што ќе ценат дека ќе има најмногу корист, а се разбира владината коалиција да не биде доведена во прашање. Се случија неколку непромислени чекори кои што може да ја доведат коалицијата во прашање, но мислам дека и СДСМ и Дуи Алијансата за албанците се доволно зрели политички и нема да дозволат да се случи тоа. Сепак еден градоначалник не треба да руши влада во држава. Да, ама таква тенка коалиција, условно кажано, направи да поставувањето на директори оди со месеци. Вишевац ако 40 до 50-60 илјади гласови, албански гласови, завршија на контото на СДС на последните парламентарни избори. И сега многу голем дел од луѓето велат, која е логиката? Тие луѓе кои што гласале за СДС, за да го казнат Дуи, сега СДС повторно да ги тера да гласаат за Дуи, односно да ги враќа во тоа јато. Кога тие гласале за да го казнат Дуи, затоа го дале гласот за СДС. Памтам преискам, реков да ја зачувам мислата. Тоа беше тоа што сакав да го кажам. Замислете ситуација Али Ахмети да изгубат два од овие три града. Тетово, Гостивар, Чаир. Тетово, Гостивар, Чаир. Два, ако И Струга е. Да речеме, Струга е отворена битката Мерко Селја. Таму СДСМ има време, што вели професор, да одлучува како и кого ќе подржи. Така. Не разбирате. Но Тетово, Гостивар и Чаир се символите на албанството во оваа држава. И ако не ги контролирате тие три, барем две од тие три, вие практично ја губите довербата во албанците. Тој процес почна на парламентарните избори. Јас не очекувам да продолжи на локалните избори, затоа што се има поинаква природа со локалните избори, тоа не се парламентарни избори. Сепак има влијание, и тоа сериозно влијание, прво, личноста која се предлага за градоначалник во одредена средина, сериозно, и не мислам дека ќе иде тоа казнување до таа мерка гласачите на Дуи да гласаат, да речеме, за некој друг кандидат, за Социјалдемократскиот сојуз, исклучно ќе Арачиново, каде што господјата е кандидат на Социјалдемократскиот сојуз и таму ќе мора тоа практично да се случи. Ќе видиме како ќе биде исходот, но не очекувам бројката од 40.000, 42-3.000, комплетно да се преслика. Невозможно е да се преслика на тој начин. Бидејќи имате општини каде што, да речеме сега, во Студеничани, општината каде што јас живеам, не можете да очекувате дека Социјалдемократскиот сојуз ќе освои сега 2000 гласа, колку што имаше. Тоа не се случило до сега. За прв пат Социјалдемократскиот сојуз беше најголемата партија во таа општина. Сега битката е поинаква. Не станува збор за парламентарни избори, станува збор за локални избори, партиите имаат сосема поинаква призма со која влегуваат. Тоа е претежно албанска општина, со мнозинско албанско население, и таму тешко некој друг да може да... Едноставно бројките се тоа. Вие тоа го имате и во Чаир, го имате и во Арачиново. Друго е да речеме Скопје, кој е главната битка во државата. Тој што ќе го освои Скопје, практично
ќе може да прогласи некаква победа после овие избори. Во Скопје, гласовите на албанците ќе бидат пресудни. Прашање ќе биде кој и на кој начин ќе дојде до нив. Затоа што заборавате дека овде има и други политички партии од албанскиот блок кои имаат па своји математики и не се во преговори со СДС. Си работат на поинакво за обезбедување, па за гласачи за своите кандидати на крајот на краиштата. Значи не можам да тврдам дека тоа е така, но однесувањето на БЕС е, да речеме, симптоматично. Тие сега молчат. Имаат кандидат у Тетово, имаат кандидат у Скопје, и практично ги бркаат гласовите на албанците, ги бркаат гласовите на Социјалдемократскиот сојуз, ги бркаат гласовите на албанците и останатите помали заедници кои живеат во таа општина. А Социјалдемократскиот сојуз па има една, би рекол, комодна позиција што се однесува до таа, и професорот тука сосема е во право, да не мора сите жокери да ги пука во првиот круг. Работа на политички договор и подршка може да биде во вториот круг, затоа што во поголемите градови ние практично од сега знаеме дека ќе имаме втор круг. Тоа се речем, Скопје ќе имате втор круг, Тетово ќе има втор круг, Гостивар најверојатно ќе има втор круг, Чаир ќе имате втор круг, Струга ќе имате втор круг. Нема да имате Прилеп, Битола и Штип. Таму немате, таму ќе се знае после првиот круг. Но целата игра ќе биде фаќање на позиции, затоа е исклучително важно кој ќе води после првиот круг во Скопје. Оти тоа ќе биде бранот кој треба да практично да го урне системот комплетно на ВМРО ДПМН. Ако се води после првиот круг, работава ќе биде јасна, ВМРО сериозно ќе се замине во опозиција, ќе мора да се реформира, сакала или не икела Никола Груевски, нема да може да остане на таа позиција. Не верувам дека ќе му се случи панорама, но дефинитивно партијата ќе мора да побара одговорност од него и негово заминување. И ќе имате еден противник кој за 4 години ќе биде зрел за нов надпревар. Ако успеа да се реформира до тогаш, ВМРО ќе биде само нешто што ќе мора на некој начин да дава подршка за клучната работа за која ние овде, и бидејќи се локални не разговараме, тоа е евроатлантските интеграции. НАТО и Европската унија мора да бидат првата задача на новата. И тие, за волја на вистината, у тој дел актуелна влада има исчекори. Дали некој му се свиѓа, дали можело подобро, дали знаат точно до каде може да иде тоа, претпоставам дека знаат, но факт е дека се работи на тој план. И дека има резултати од нивната работа, и тоа е факт. Ќе видиме колку ќе биде успешно, но од тоа зависи нивната држава. Пендаров, на што го темелите? Или на што темелите тезата дека Дуи ќе биде победникот на новиот локални избори? Затоа што Дуи во овој период од формирањето на новата влада и ова што го се случува, работи многу добро. На крајот на криштата, еве еден закон за употреба на езиците на кој што се молика не успеа. работата само за еден закон за употребата на езиците. На пример, функционирањето на парламентот. Сепак таму стои човек од Дуи, прв меѓу еднаквите. Парламентот како така, со сите оние работи што ни се случуваа, парламентот веќе полека добива лик на она што велиме парламент. И тоа го гледа народот. Го гледаат и албанците, го гледаат и македонците. Колку е тоа значено за локален проблем за канализацијата во Рачиново? Немојте, сега да не се правиме Велика Британија или не знам што. Фактот дека кај нас се уште на локалните избори главните ликови се лидерите на партија и тие ги трчаат локалните избори. Се прави, јас ви кажав како реагираат луѓето. Значи, сето тоа ќе влие врз Дуи да полека, но сигурно се враќа назад, бидејќи се она досега што е направено, на крајот на криштата врз основа на Дуи, овој закон влезе у парламент. Дали е добар, дали не е добар, дали е уставен или противуставен е друго прашање. Тоа ќе да разговараме кога ќе дое законот. Али тој закон влезе. На оној албанец тоа му влегува во глава дека еве овие законот е тука. Како ќе заврши тој закон е друга приказна. Значи има многу работи кои Дуи во овој период ги направи пред се и да не бидам
неки адвокат, али еве ќе се пред се за враќање на својот имидж како најака партија во албанскиот политички блок. Она работи на тоа, не значи дека не значи дека, но по моето видување, она полека но сигурно се враќа насад. Дали тоа ќе се врати сега, новија локални избори, или само ќе биде еден мал чекор напред, ќе видиме. Ќе видиме. На крајот кога ќе ги преброиме гласовите за советници, бидејќи е истиот модел како и за парламентарни, значи тогаш ќе видиме отприлика, иако не се прави, не знам каква голема паралела, но може нешто приближно да видиме кој за кого гласал и како гласал, и тоа е моја предпоставка. Ја темелам на сето она што во овие од формирањето на владата па до денес што го прави ДУИ. Некој мало враќање на ДУИ може да се очекува, јас тука не се спорам, но сигурно нема да биде резултат на добрата работа на ДУИ. Тоа дефинитивно не е така. Освен Талат Џафери и вице-премиерот за евроинтеграција, вие немате ниту еден друг функционер кој во овие 100 дена заедно кој е министрот за економија? За правда, на отчетот се појавија. Сакам да кажам дека не е тоа работа на партијата и не може така да се гледа. Природно ќе има враќање затоа што кажувам станува збор за локални избори каде што поинакви се односите и релациите. Во местата каде што градоначалник ДУИ можеби има негде каде што не се сите тетово. Така е нормално, тоа е целата работа. Поинаку е пристапот. И нормално да се очекува дека може да има, но што ќе добие со тоа ако ги загуби, да речеме Тетово, Гостивар или Чај? Какво враќање ќе биде тоа на ДУИ? Професоре, што е победник на локални избори? Тоа кога ќе завршат изборите, победник на локални избори е победникот во општината. Јас така би сакал да гледам. Тој што ќе победи во општината е победник во таа општина. Немате победник на локални избори? Ма општина Могила и општина Битола не е исто. Не е исто. Во праве пишува се рече Скопје, се согласува. Знаете како, неважно е дали ќе добиете 45 рурални општини. Затоа што таму нема капацитет, таму нема средства, таму нема пари, не можете да очекувате напредок. Но ако зборуваме за победници, веројатно ќе бидат победници тие кои што ќе ги добијат Скопје, Струмица, Прилеп, Битола, Охрид, Тетово, Гостивар и уште еден-два поголеми градови, каде што има живот, каде што реално може да се почувствува промена, која што сигурно со тек на времето би се пресликала и на руралните општини. Само така, инаку секоја комбинаторика, вкупен број на гласови, вкупен број на советници, вкупен број на градоначалници е релативна. Станува збор за локални избори, победник во општината. Јас така гледам на тоа. Да го кажете после парламентарните избори, не од вас мислам лично, него воопшто не го слушам, кога на парламентарните избори реално гледано најмногу гласови освои ВМРО, па некој викаше некој викаше ние победивме. Делумно се слагам со вас, али кога ги наброивте овие градови, вие наброивте 80% од гласачите. Добро. Вие наброивте 80%, нормално нема логика некој да каже дека победил кога вие сте ги освоиле општините каде што живее 80% населението. Може да имате потоа вистина уште 40 други рурални, ама тие не играат никаква улога. Во тоа се слагам со вас дека е тешко да се прави паралела. Но пак ќе речам, оде сепак Македонија и ќе видите дека после изборите ќе имаме двајца победници, односно секој ќе се прогласува за победник, кој што имавме после парламентарните избори. Секој ќе се прогласува за победник, со тоа што јасно ќе ми биде, инаку по мое, ќе има осетен пат кај ВМРО ДПМН кога станува збор за градоначалници, осетен, сигнификантен пат ќе има на ВМРО. Се да сме има да има 4 општини, да не е осетен пат, мислам, тоа е тоа е статистика, немојте да очекувате дека СДСМ ќе биде презадоволен ако ја зголемат за 100% поддршката. Не. Што од 3 на 6, не. Сосема поразлично. Велам дека ќе има осетен пат кај ВМРО ДПМН. Кога велам осетен пат, тоа мислам на овие големи општини што ги спомнавте. И на тоа нема да кумува СДСМ, ќе си кумува самото ВМРО ДПМН и неговата политика од минатото. СДСМ ќе си го оди својот пат и тие го прават тоа во овие 5-6 дена од кампањата. Ако продолжат вака, сигурен сум дека и многу критични места за кои што разговараме ќе можат да добијат успех, затоа што се сепак локални избори. Се менуваат работите. Кога ви зависи во неколку проценти, може кампањата сериозно да придонесе. Баш така. Или коалициите во периодот помеѓу првиот и вториот круг. Тука е многу важно. СДСМ направи или Зоран Заев извонреден чекор.
ги прибра околу себе речиси сите кои што отидоа сами на избори и не направија некаков успех. Па copy-paste, Мислам на што го Љупчо правеше- Георгиевски, што го на правеше- Љубе Бошковски. што го правеше, Не е копипейст. Не е воопшто копипейст. ВМРО. Станува Типичен збор за copy-paste. реално слободни гласови кои што можат да се искористат за да се зацврсте позицијата на Дајте ме локално молам, ниво. какава е коалицијата на СДСМ сега во овој момент? И да е побројна или помалу бројна од коалицијата на ВМРО, сосема се различни партиите кои се сега дел од таа коалиција. Пристапот Не е можете да ги поистоветувате партиите кои се во едната и во другата коалиција. Кога ќе Едните доа- беа дел од владеачка коалиција која имаше отворен режим од 2008, еве да ве задоволам со точноста, бидејќи првите 2 години велите дека било добро. Не било добро, не Еве ќе викам ја, прифатам. Freedom House така Океј, вика. добро, Freedom House, за да после биде како што е, но да кажем, Добро, беше ветувачки. апсолутно. За волја на вистината. Ама Беше ние ветувачки. ама кој вели од нас дека не било така? Никој не го негира тој период. Тие 2 години никој не ги негира. Очекувањата беа преголеми, како што се и големи очекувањата сега од Зоран Заев. Но да ги поистоветувате партиите и гласачите кои гласаа за таа коалиција, оваа коалиција е нефер, апсолутно нефер. Па, Затоа што За да ви кажете дека оние кои го поддржуваа режимот и врз кои се подпираше режимот, не заборавајте дека таму имате партии на делови од народ кои не се, кои се под 20%, кои на Никола Груевски му носат 70-80 гласачи. Така е. Беше од кој е победник на локални избори? Сите ќе ќе победи. прогласуваат победа. Тој што ќе победи. Не, па знаете како, Мишка. некој оди со вкупна бројка на од толку излезени, од толку гласови, околу. Значи, логиката на Пендаров не држи. Сега, на крајот на кришта може да дојдеме ситуација сега, на пример, евентуално, СДСМ да освои уште 4 града и да каже ние 100% го зголемивме нашиот број на гласачи и општини и ние сме победници. Тоа како ви кажам, тоа е будалаштина. Ма кој го рече, Не, добро, осетно ќе го намрам. Не ми ги Не, ама јас кажам како може да се толкува. Свитови, дека освои 4 општини, Така дека е. го освои Скопје, Битола и Охрид и е победник СДСМ. И понатаму Затоа- сите други не, па тоа го велам. Ќе ми дозволиш. Значи, само. тоа го Само велам. реков дека и на овој начин може да се прогласи победа. А дека осен тоа ќе се намали, се разбира дека ќе се намали тоа, сериозно ќе се намали. 2/3 од досегашните места во Немој бројки да ги бидеш дадоа. толку Ќе биде- наивно ќе биде негде- оптимистички. Но, факт е дека ВМРО ДПМН ќе ги загуби овие избори. Факт е. Прашање е дали Социјалдемократски сојуз и Зоран Заев ќе успеат на вистински начин да ја валоризираат победата. И ќе ви кажам зошто е тоа прашање. Можеме да дојдеме во ситуација, Ова е тоа ВМРО ќе изгуби, СДС нема да победи. да. Може да биде пирова победа на Социјалдемократски сојуз. И одма ќе ви кажам зошто. Ќе дојде во ситуација парламентот да биде апсолутно небитна работа и обична гласачка машина која нема да може да функционира. Едноставно поради блокадата нема да може да функционира. Ќе мораме да идеме на нови брзи предвремени избори. Веројатно пролет едната година. Знам јас дека странците не се за тоа, дека не треба, се тоа точно. Меѓутоа, јас велам дека можеме да дојдеме во ситуација. На крајот на краиштата, замислете, овие 10 противнички групи на ВМРО ДПМН, дали ќе сакаат да го верификуваат мандатот на оние што ќе станат градоначалници. Ако до таму иде лудоста на фамилијата, и тоа може да се случи. Ќе дојдете во позиција да немате 61, да немате мнозинство, имате уставна криза. Не можете да ги верификувате мандати затоа што ВМРО ДПМН нема да сака да ги верификува. Изгледа шашаво, меѓутоа вие од ВМРО, од Никола Груевски и кликата околу него можете да очекувате сешто. Тоа е едната работа. Второ, на тие избори за новиот парламент, што ќе направи Социјалдемократскиот сојуз? Сега од оние што беа избрани за градоначалници ќе ги кандидираат за пратеници. Сакам да кажам дека е многу стеснет кругот на луѓе со кои Социјалдемократскиот сојуз во овој момент настапува. За волја на вистината ние сега имаме не знам колку пати помал интелектуален капацитет, кадровски од да речеме почетокот на 90-те години. Овде во оваа држава во 90-те, на почетокот на 90-те имаше елита практично некаква, изградена уште во поранешниот систем, меѓутоа некаква елита, политичка, економска, интелектуална. Сега можеме да бидеме сосема отворени да кажеме дека во овој момент ги немаме тие ресурси. Најумните, најмалите отидоа. Оваа земја ја напуштаат практично најумните. Младите идат. Немањето на ресурси. А живото Македонија како мислиш идат?
Ќе научиш бе тошка мласити. Ќе научиш, не е проблем. Ќе дојде во позиција да мора уште повеќе да се отвара. Во тоа отварање, гледате какви се, имате министер, например, као Таравари. Тоа не може да ви носи плюс. Такви случаеви, такви не може да ви носат плюс. Затоа велам, може да се случи да се победи и веднаш потоа на некој начин да бидете ставени во ситуација во која ќе можете да кажете, дечки, тоа е тоа. Теоретски возможно е ова, професоре, но Како навистина теоретски возможно? Возможно е. Ајде да го чуеме прашањето прво, да му Бишко. Ова што го зборува Бишевец, теоретски возможно е ВМРО, ние сме навикнати на се и се, што до одбие да не ги да ги верификува. Чии мандатите не верификува ВМРО? Па собранието не ги верификува мандатите на советниците? Државната изборна комисија. А ве молам, На оние што ќе бидат избрани за град. Државната изборна комисија верификува Ама мора да се изгласаат и во парламентот. Не е точно. Како не е точно? Поминуваато Како не е точно? Како што бара советник во собрание? Не се верификуваат мандатите и во собранието збориш, се гласаш, што збориш? Не говориме за советник, за парламентарци. Какви советници бре? Зборуваат за местата на Ние зборуваме Шилегов, за на местата Стефан на За тие ако Богоев, видат- А мислите за изборите? Тоа е Добро, тоа е друго. Не, но Словенија тоа не може да се случи, овде зборам да Ја така зборувам нас. теоретски, говориме за тие места. Тоа е веројатно и она Чи си што остане ние пратени? зборувавме и со Ордановски своевремено. Епа- Невозможно е партија да не епа вака нешто. изгради Епа вака кандидат за нешто. градоначалник. Тоа нема да ги имаат проблем албанците, бидејќи албанците од минатите локални избори играат најдемократски. Чим кандидира пратеник за градоначалник, си дава оставка на функцијата и по автоматизам, според ова, доаѓа нов пратеник. Така да парламентот останува секогаш ист. Бившиот председател на парламентот еднаш го предложи тоа да се направи така, че го изеде едните и другите, верувате, едните и другите, и ВМРО и СДСМ беа против тоа, да ако кандидираш а си пратеник кандидираш за градоначалник да си даеш оставка и како иде по законот да дое новиот пратеник. И со тоа немате овој проблем Да, што тоа ќе го може што го спомна Савис кој е точен. Изгледа погрешно те разбрав, мислев да верификуваат мандатите на Не, градоначалниците. само и повторно Али- генерализираше, не се албанците, бидејќи само еден пратеник тоа го направи. Како само еден. Па само било кај самиот Беса тоа го направи. Ти поднесе оставка. Значи, кога зборувам за албанците, тие и кога беше Теута Тоа е за минатите избори. за минатите зборува, за минатите А за овие еве се смени и тоа. си дае оставка. Значи Бејта си дае оставка. Сите си дадоа оставка. Прашањето на партиите, професоре, толку кубрат со луѓе, па мора од собрание да вадат кандидати за градоначалници, или тезата е дека одиме на сигурна победа, па овие се нашите сигурни адути. Не, сигурен сум дека сериозни политички партии како СДСМ и ВМРО-ДПМН имаат многу повеќе кандидати кои што се и познати и признати во локалната заедница. Прашањето е сега политички избор. Петре Шилегов за град Скопје можеме да велиме и за или против, но Петре Шилегов најверојатно и со поддршката на албанците ќе биде градоначалник на Скопје, како што ќе беше било кој да го кандидира СДСМ. Моето лично мислење е дека Петре Шилегов одлично си ја вршеше работата пратеник и тој можеби на говорница во собранието ќе придонесуваше многу повеќе. Но зошто да не? Ние не знаеме каков ќе биде како градоначалник. Коце Трајновски излезе од Газибаба, видовме во до каде го донесе Скопје. Затоа, бидејќи е тој е кандидат на партијата која што очекува поддршка за да продолжи со реформите и на државно ниво, ќе ја добие поддршката. Во однос на другите кандидати, исто така. Ценам дека сите се добро одмерени. Заев и коалицијата не отишле никаде во празно. Можеби во овој момент ова било најмногу што може да се извлече од партијата. Не се согласувам, не се за тоа сигурно. Меѓутоа ќе видиме кои се наредните на листите. Јас не знам кои се наредните на листите кои што ќе влезат на нивното место ако станат градоначалници, но собранието сепак ќе има капацитет. Има СДСМ кадари за таму. Таму се неколкумина, посебно дамите кои што јас мислам дека можат сериозно да го носат собранието. Доколку во собранието се променат политиките, 1, 2, 3 пратеници нема да прават нема да се осети загубата. Ако собранието продолжи да биде како што беше со претходната влада само апарат за носење на закони и да ги имате најдобрите од најдобрите и да го имате веројатно до пензионирање Стево Пендаровски таму,
џабе ви е. Доколку се отворат процедурите и ако секој пратеник може да каже и да и не тогаш кога цени дека треба да каже, тогаш тој капацитет се гради многу полесно. Не, мене тезата и муабетот ми беше дека партиите и ВМРО и СДС веќе треба да имаат председателски кандидат. Затоа што знаевме ние кога се локалните избори. Ќе видиме што ќе се случува со ВМРО ДПМН до тогаш, но мислам дека СДСМ веќе има Ама ние прилика бевме луѓе во специфична ситуација, тоа Апсолутно. да не го заборавате. Излегувме од Пред многу 2 тежок години период. борби, па видовте што се случи. Знаете како Во собранието. зборуваме за локални избори. Не знаеме, не е спорно. Не е спорно. Се согласувам. кандидатот за Се согласувам, тоа е така. Сериозните и големите партии мора така да постапуваат и да размислуваат. Тоа не е спорно. Но сепак мораме да прифатиме дека овде имате заробена држава, имате битка со режим и не можете во режимска пресметка да планирате за 10 години ќе го кандидираме тој човек. Ама Не може, треба, но не може. битката со режимот и со заробената држава се води у парламент, не на локална самоуправа. Од парламент се Да, префрлува да, локална да, самоуправа. да. Битката се така е. води сега. У Словенија може би овде не се кажете води ми, битката. кажете ми, не, Апсолутно. немој да бидеш циничен Ама за така е Словенија. што се. Кажи ми било која држава во Европа каде што на локални избори пола од градоначалниците, карикирам, али една солидна цифра од градоначалниците се пратеници. Ајде вака Каде да сте го го испратиме прашањето. Не, Кажи како сте го ми, видели? кажи ми Да, една зависи европска од системот. држава во која за извештајот во неа пишува дека е заробена. Една европска држава. Сафете Па се мало. немојте така сега. мораме да И финишираме. ќе ослободиш од тоа што Шелигов ќе го ставиш. Ќе за мора да ја градоначалник. А не е ама само и Шиликов, таму мора. имаше и Зоран Не е само Георгиевски тоа од ВМРО во Битола. Ево, Кратко само и завршуваме, да. Така Еве е. ви пример, државите се различни по себе. Градоначалникот на Јагодина е 20 години пратеник во српскиот парламент. По тоа не можеме да влечеме Законот е паралели. таму друг. А баш така, затоа Таму, не можете да дозволу. барате пример Така е, како Македонија. така е. Дозволу. Овдека на вистина излегуваме од многу тежок период кога мораме да бидеме внимателни во секој чекор. Станува збор за локални избори кои што се исклучително значајни. Да повикаме на разум да не ни се случуваат неубави работи. Немаме повеќе капацитет за такво дестабилизирање на општеството. Очекувам полицијата, Оливер Спасовски и Државната изборна комисија да не одведат до многу успешни избори. Ви благодарам што бевте дел 24 анализа. Вам почитувани ви благодарам што не гледавте. Довидување.